20 часот вие го следите централното издание на дневникот на К1 телевизија. Добро вечер, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Се гради гасоводната мрежа Штип Неготино Кавадарци. Советот на општина Велес ќе одржи 57-та седница. КМФ Велес ќе ги санира соблекувалните во спортската сала Гемиџи. Се гради гасоводната мрежа Штип Неготино Кавадарци. Граѓаните на Неготино први ќе го почувствуваат бенефитот од енергенсот кој многумина го викаат енергенс на иднината. Употребата на природниот газ ќе обезбеди поголема заштита на животната средина и намалување на интензитетот на загадувањето на воздухот. Се гради гасоводната мрежа Штип Неготино Кавадарци. Ова значи дека наскоро овој регион добива поевтин и еколошки енергенс. Од тиквешијата неготинчани први ќе го почувствуваат бенефитот од енергенсот кој многумина го викаат и енергенс на иднината. Локалната самоуправа, вели градоначалникот Ванчо Апостолов, работи на проекти за доведување на гасот до самите домаќинства. И затоа сметам дека ние како општина веќе ќе почнеме со подготовка на проектна документација за секундарна гасификација, за да може гасот да стигне до секое домаќинство и до секој стопански субјект во град Неготино, но доколку има можност и во други населени места, Тимјаник секако, и според тоа како минува траста до индустријските зони кои сега за краток период ќе почнат со изградба и нормално стопанството треба да се гасифицира, бидејќи знаеме дека бенефитите не само на домаќинствата и на стопанството се многу големи, како при гасификација на општина Неготино, така и во цела Република Македонија. Штом заврши изградбата на гасоводната мрежа, експертите велат дека прво тој ќе влезе во производствените капацитети и тоа во оние кои сега се планираат да се изградат во индустријските зони во Неготино и Кавадарци. Домаќинствата ќе се гасифицираат постепено. Причините се во потребата секое семејство индивидуално да ги промени уредите во домаќинствата. Пресметките покажуваат дека економските бенефити од употреба на природниот газ се огромни. Директно преку намалување на нивните сметки и тоа за 7% поевтинување ќе имаат оние семејства кои сега се греат на дрво. Поевтинување за 35% ќе имаат оние кои сега се греат на струја и поевтинување за над 50% за оние семејства кои користат друг вид на течни и тврди нафтени горива. Употребата на природниот газ ќе обезбеди поголема заштита на животната средина и намалување на интензитетот на загадувањето на воздухот. Студиите за заштита на животната средина покажаа дека најголеми загадувачи се потрошувачите кои користат огревно дрво. Дури и до 70% од вкупното загадување на воздухот потекнуваат од загревањето на домовите на дрва и затоа гасификацијата значи и решавање на еколошкиот проблем. При истовар на песок повреден е 28-годишниот скопјанец И.Б. Како што соопштуваат од Министерството за внатрешни работи, несреќата се случила вчера во 9 часот и 40 минути на магистралниот пат Велес-Штип на делот кој е во изградба во близина на село Кадрифаково. При истоварот приколката се подигнала и паднала, повлекувајќи го со себе И.Б. Веднаш му била укажана лекарска помош во клиничкиот центар во Штип, а потоа поради констатација дека станува збор за тешка телесна повреда, односно скршеница на лев колк, тој бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје за понатамошно лекување. Увид на местото на несреќата извршила екипа од Свети Николе, инспектор за труд. На 29 септември Советот на општина Велес ќе одржи 57-та седница. Советниците ќе расправаат по 28 точки на дневен ред, а поднесена и предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Велес за време на деновите кога ќе се одржува питијадата. Советот на општина Велес во четврток на 29 септември ќе ја одржи 57-та седница на која советниците ќе расправаат по 28 точки на дневен ред.
Поднесена е предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Велес за време на одржувањето на питијадата. Покрај другите точки, на 57-та седница ќе се именуваат членовите на Комисијата за борба против трговија на луѓе и илегална миграција. Согласно препораките на Европската Унија, во неколку градови во земјава се формирани вакви комисии. Целта е преку здружување да се делува за борба против илегалната миграција и трговијата со луѓе. По нејзиното формирање, овие членови, односно комисијата, ќе треба да изготви годишна програма за работа, план за активности и деловник за работа. Инаку мандатот на членовите на комисијата е 4 годишен и понатаму за сите активности би требало да настапи во една координација со Националната комисија за оваа намена. На 57-та седница се и предлог годишните програми на сите општински основни и средни училишта за учебната 2016-2017 година. Советниците ќе го разгледуваат и извештајот за работата на ЈКП Дервен за период од 1 до 6 месец оваа година. Предлог решение за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на висина на цените за извршените услуги према правни и физички лица на ЈКП Дервен Велес, како 26-та точка на дневен ред е извештајот за работа со финансиски резултати на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт Велес за периодот од 1.1.2016 до 30 јуни 2016. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цени за користење на спортскиот објект двоен тениски терен при Парк Спорт Велес. Последна точка е информацијата за број на запишани деца во општинските основни и средни училишта за учебната 2016-2017 година. Општина Велес реализирани за проекти кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Еден од нив е и проектот за замена на водоводната линија на неколку улици во градот. Со средства од програмата на Европската инвестициона банка започна да се реализира проектот за замена на водоводната линија на неколку улици во Велес. Ова е само еден од низата проекти кои се предвидени да се реализираат во општина Велес. Одобрените проекти се во фаза на завршен мониторинг, следи објавување на тендерска документација. Ќе поврзуваме, ќе пуштаме и нова линија помеѓу Превалец и населеното место Ризари према новата инвестиција, односно во Парцоланка и така натаму, значи имаме и неколку други улици офанати, потоа се префрламе на местната заедница Родна Иваја беше уречени. И таму се префрламе да го следуваме таму канализациониот систем за да можеме дефинитивно да почнеме со бетонирање на улиците во популарно наречена населбата Речени. Станува збор за прифатливи проекти кои се однесуваат на подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните. Новото раководство на клубот во мал фудбал Велес ќе го финансира санирањето на соблекувалните во спортската сала Гемиџи. Градежните активности започнуваат од утре. Повеќе детали во прилогот на колешката Илица Радевска. Ке се реконструираат соблекувалните и помошните простории во спортската сала Гемиџи. Имено од утре стартуваат активностите за санација, која ја најави менаџерскиот тим на Скендеровски, односно новото раководство на КМФ Велес. Како што напомена директорот на спортската сала Гемиџи, Александар Табаков, соблекувалните конечно ќе бидат уредени според стандардите кои се налагаат, а воедно ќе биде санирана и судиската просторија. Планирано е и адаптирање на клубска просторија или еден вид прес-сала која ќе биде ставена на располагање на сите клубови во градов. Тоа значи дека етапно веќе започнуваме гардероба по гардероба да се реновира целосно од замена на нови керамички плочки, санитари, замена за водоводна инсталација, одводна инсталација, значи комплетно реновирање за да бидат според стандардите кои што ги побаруваат надпреварување од повисок ранг на повисока категорија на надпреварување. Приоритетите кои беа утврдени на состанокот, кој раководството на КМФ Велес го оствари со директорот на салата Табаков и градоначалникот Чадиев, полека но сигурно ќе се реализираат.
Еден од приоритетите беше и санацијата на кровната конструкција, која долго време прокиснува. Истата влезе во проектите на Агенцијата за млади и спорт и наскоро овој проблем ќе биде решен. На состанокот, како што напомена Табаков, било разговарано и за затоплување на спортската сала. Систем на централно затоплување беше веќе најавено и од страна на градоначалникот, значи во овој момент ние ќе започнеме со анализи, предмер пресметки и проценки што навистина значи функционирањето и ставањето во функција на системот за централно затоплување, да се надеваме дека овие предмер пресметки ќе бидат во некој прифатлив финансиски буџет за да можат граѓаните на општина Велеса и сите ние да конечно да ја почувствуваме затоплена оваа спортска сала. Покрај овие, во наредниот период, ќе следат и помали реконструктивни активности кои ќе бидат реализирани во салата, се со цел исполнување на стандардите за одигрување на надпревари од повисок ранг. Стоматолозите советуваат за полесно совладување на стравот, навиката кај децата за посета на стоматолошките ординации треба да се создаде уште од најрана возраст со никнувањето на првите заби. Во одржувањето на оралната хигиена кај децата најголемо влијание имаат родителите. Навиката за посета на стоматолог кај децата треба да се создаде уште од најрана возраст со никнувањето на првите заби, велат стоматолозите. Доктор Саздов смета дека ова е важно не поради потребата од интервенција, туку за стекнување на позитивни навики за ослободување од страф од стоматолошките ординации од самите стоматолози. Голема улога тука имаат и родителите, кои треба да ги научат своите дечиња од малено за да одржуваат орална хигиена. Од најмалата возраст, значи од втората, третата година, кога е веќе возможна некаква комуникација да се воспостави со пациентот и со родителот на пациентот, држејќи го своето дете и да има минимални интервенции, што не се страшни, не се болни, или тогаш доаѓа само за флуорирање на забите, премачкување со флуор, користење на мали пастички што ги даваме на пациентите и начинот на тоа како да ги употребуваат, значи обука на пациентите, а со самото тоа е едно психолошко растаретување и избегнување на стравот како причина за понатамошна комуникација. Кај децата многу важен е периодот помеѓу 5-та и 11-та година. Тоа е период на мешана дентиција, односно тогаш им завршува просторот на нивната функција на млечните заби. За да се обезбеди правилен пат на сталните заби, потребно е стоматолозите да го следат тој процес на менување, вели доктор Саздов. Затоа што се дуплира бројот на забите, 20 млечни заби постепено почнувајќи да растат и шестките и седмиците и да се сменуваат тројките и четворките, доаѓа до еден дисбаланс на меѓувиличниот однос, неправилен развој и многу е битно, значи, навремено да се лечат и одржаваат млечните заби, меѓутоа е многу битно и навремено да се екстрахираат, односно да се извадат тие што веќе функцијата им е завршена. Значи нивната функција да обезбедат пат за сталните заби да имаат правилен раст и развој и да можат да го формираат постепено сталното заболо. А со тоа и да формираат и фонетиката, и естетиката на лицето и се што е потребно за еден убав развој. Доктор Саздов вели дека сега свесноста за одржување на оралното здравје е на повисоко ниво за разлика од порано. Тоа е добар знак бидејќи и покрај целата максимална домашна хигиена и орална култура, сепак за правилен развој на забите неопходно е следење на ситуацијата од стручно лице. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во рамки на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас изјави дека по прашањето за името ќе се разговара по изборите во Македонија. Вести од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во рамки на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк оствари средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Чест и привилегија беше можноста да соработувам со вас изминативе години. Вие сте еден од највидливите и најактивните лидери
истакна Бан Ки Мун за претседателот на Република Македонија, поздравувајќи го лидерството на Иванов на теми од важност за Обединетите нации, како климатските промени, алијансата на цивилизациите, одржливиот развој, мигрантската криза, соопшти кабинетот на претседателот Иванов. Во однос на разликата за името, Иванов пак ја истакнал подготвеноста на Република Македонија за конструктивно учество во процесот што се води под Обединетите нации во рамки на меѓународното право, времената спогодба, резолуциите на Обединетите нации и пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во интервју за Катимерини изјави дека прашањето за името ќе се разговара по изборите во Македонија. При тоа истакна дека ова прашање треба да биде предмет на консултации помеѓу двете министерства за надворешни работи со помош на медијаторот Метју Нимиц, а не да се остави на трети. Кодзијас се осврни на мерките за градење доверба помеѓу двете земји и вели дека тоа многу помогнало за да се урне сликата на Грција во Скопје. Инаку изјавата на Кодзијас следи од како завчера тој во Њујорк се сретна со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, каде што беше речено дека решението за разликата околу уставното име се уште е далеку, но дека односите помеѓу двете земји се подобрени. Доналд Трамп, кандидатот на Републиканската партија за претседател на САД, изјави дека доколку биде избран за шеф на државата, ќе направи повеќе за правата на жените отколку неговата противничка од Демократската партија Хилари Клинтон. 8 повредени лица во напад во Балтимор, а во напад во Бостон избудени 6 лица. Свето денеска. Доналд Трамп, кандидатот на Републиканската партија за претседател на Соединетите Американски држави, изјави дека доколку биде избран за шеф на државата, ќе направи повеќе за правата на жените отколку неговата противничка од Демократската партија Хилари Клинтон. Против кандидатката сака да каже дека со децении се бори за жените и за децата. Зошто тогаш 70 милиони американски жени и деца живеат во сиромаштија во нашата земја, праша Трамп на предизборната средба со Роан Оук, заклучувајќи дека ништо не направила по тоа прашање. Кандидатот на Републиканската партија за претседател на Твитер напиша дека на утрешната телевизиска дебата со Хилари Клинтон ќе донел Дженифер Флауерс, поранешната љубовница на Бил Клинтон. Во одговор на неговиот твит, портпаролката на предизборниот штаб на Клинтон, Дженифер Пламиери, истакнала дека Хилари планира да ја искористи дебатата за разгледување на проблемите кои ги мачат граѓаните, но и дека не е воопшто чудно што Трамп избрал по различен начин за представување пред јавноста. Тројца вооружени напаѓачи со огнено оружје повредија 8 лица, меѓу кои едно 3-годишно дете, во американскиот град Балтимор, пошто побегнале, соопшти локалната полиција. Повредените веднаш се пренесени во болница и нивниот живот не е во опасност. Според изјавата на комесарот на Балтиморската полиција, Кен Дејвис, нападот се случил околу 20 часот и 30 минути по локално време, откако тројцата вооружени мажи се собрале во група, пристигнувајќи од различни правци. Тој напомена дека станува збор за планиран одмазнички напад како одговор на престрелката на почетокот од месецов пред одбележувањето на Денот на трудот, кога еден маж бил убиен, а 2 жени се повредени, од кои едната била бремена. Дејвис истакнал дека лицата кои синоќа беа повредени би можеле да ги препознат напаѓачите, но властите не можеле веднаш да ги идентификуваат осумничените и се уште трагаат по нив. Шест лица се избодени со нож и шишиња, рано изутринава на улица во близина на кампусот на коледжот Емерсон во Бостон, соопшти полицијата, а 2 напаѓачи се во бегство. Еден од повредените се наоѓа во критична состојба и веднаш е опериран, соопшти бостонската полиција. Според представникот на полицијата, Бернард Орук, идентификуван е еден од осумничените напаѓачи. Весникот Бостон Глоуб наведува дека 2 напаѓачи се и понатаму во бегство, додека според портпаролот на полицијата за едно од избодените лица постои сомнеж дека е напаѓач. Полицијата интервенирала околу 2 часот и 15 минути по локално време, откако била пријавена тепачка и наишла на избодени лица.
Градскиот ракометен клуб Борец убедливо со разлика од 18 гола го совлада тимот на Работнички со убедливи 23-0 екипата на Велес пред домашна публика ја совлада екипата на Чико од Стојакова, а со 18-17 на премиерата во новата сезона во ракометната лига на шампиони Металург славеше против Елверум. За овие и за останатите вести од спортот во продолжение. Со 18 голови разлика градскиот ракометен клуб Борец го одигра првиот надпревар во оваа сезона пред домашна публика. Со убедлива победа плюс 3 бода на табелата е учинокот од вчерашниот дуел од второто коло во ракометната Суперлига помеѓу ГРК Борец и Работнички. Задоволен од постигнатиот резултат, тренерот Василев напомена дека очекувана била победата, затоа што оваа година екипата на Работнички е многу послаба во споредба со минатата сезона. Задоволство се забележуваше и на лицата на ракометарите. Велат одиграле одличен надпревар кој резултира со победа. Иначе што се однесува до резултатот, победа ни беше потребна во една по-релаксирана, да речеме, атмосфера, затоа што не очекуваат две гостувања, две исклучително тешки гостувања. Следното коло играме во Охрид и одма четврто коло играме во Битола со екипата на Еврофарм Работник. Значи, две тешки гостувања, на кои што ќе се обидеме да даеме максимум од себе, се надеваме да направиме некој условно кажано изненадување, макар да освоен бод и за мене лично не би било изненадување. Првото полувреме беше малце послабо, второто полувреме малце запна екипата, го уклучи што се вика моторот и се дојде самиот резултат од 18 разлика. Работнички моментално може да се каже една од најслабите екипи во Суперлигата. Шанса има сите да влезат, има минутажа. Најефикасни во редовите на градскиот ракометен клуб Борец беа Стојановски со 7 и Илиев со исто толку постигнати голови. Додека пак кај противниците, најефикасен беше голманот Дарио Алушевски, кој имаше 19 одбрани, а со најмногу постигнати голови, вкупно 7, од таборот на Работнички беше Дарио Симоновски. Тренерот на Работнички Благојче Весик им честитеше на ракометарите од Велес, а воедно напомена дека не очекувал ваков пораз. Мислам дека резултатот е превисок за тоа што се случуваше на надпреварот, меѓутоа тоа се должи на искуството на мојата екипа. Тоа се во голема рака без еден играч во оваа постава е младинска екипа, меѓутоа тоа не е за оправдување во овој момент. Следните две кола градскиот ракометен клуб Борец ќе ги одигра на гостински терен. Инаку тренерот Василев напомена дека оваа година екипата е многу поквалитетна за разлика од минатата сезона, но како што вели тој, првенството е долго, но се надева на подобар пласман и повисока позиција на табелата. Со убедливи 23-0 екипата на Велес пред домашна публика ја совлада екипата на Чико од Стојаково. Резултатот говори за квалитетот на овој клуб. 2 кола, 2 победи. Од клубот вела дека екипата на КМФ Велес се представила во едно поинакво издание, разиграно, мотивирано и што е најинтересно, иако резултатот се отворил многу брзо, сепак фудбалерите го дале својот максимум. Апропо на ова, футсал клубот задоволени од велешката публика. Очекувале поголема посетеност, но и бројот од околу 500 гледачи според нив е одлична бројка за почеток. Според информациите кои ги добивме, Драган Петровиќ бил најефикасен во редовите на КМФ Велес, а тренерот Божовиќ им дал шанса на сите фудбалери. На надпреварот минутажа добили и двајцата дебютанти во овој клуб. Во спортската сала Гемиџи официјално била промовирана и химната на велешкиот клуб. Следното или трето коло, КМФ Велес гостува кај Хедис од Прилеп. Со 18-17 на премиерата во новата сезона во ракометната лига на шампиони, Металург славеше против Елверум. Нашиот вице-првак доста тешко дојде до триумфот и тоа благодарение на Филип Талески, кој постигна неверојатни 13 голови, меѓу кои победничкиот во последните секунди од надпреварот. Момците на Лино Червар во првиот дел има и водство од највисоки 7:3, а на паузата заминаа со предност од само 1 гол или 8:7. Резултатот сам по себе кажува дека не се играше атрактивен ниту ефикасен ракомет, а нашиот тим имаше многу поголема концентрација во финишот и секако бомбардерот Филип Талевски, кој постигна дури 13 од вкупно 18 гола на Металург. Покрај капитенот, одличен надпревар одигра и голманот Арсиќ, кој забележа 13 одбрани. Кај Елверум, Андре Лидбо реализираше 6 погодоци. Во следниот надпревар во Лигата на шампионите, Металург му гостува на Татран Прешов идниот викенд на 1 октомври.
Шкендија го совлада работнички. Тимот од Тетово, откако во купот славеше со 0:2 на стадионот Ѓорче Петров во рамки на 7-то коло од првата македонска фудбалска лига, со 1:3 го совлада тимот на работнички. Работнички ги загуби двете дербија поред во првенството. Минатиот викенд доживеа минимален пораз од Вардар, а сега загуби од Шкендија. Момците на тренерот Виктор Треневски добро го почна надпреварот и го отворија резултатот во 34-та минута преку Нехар Садики. Во второто полувреме следуваше пресрет на гостите од Тетово. Победата ја најави Бесрат Ибраими во 56-та минута, кој го постигна првиот од своите два погодоци на овој надпревар. Во следното коло момците на Бруно Акраповик го играат локалното дерби против Ренова. Македонската одбојкарска репрезентација ја оствари првата победа во квалификациите за Европското првенство идната година. Одбојкарите на турнирот во Јаблонец ја совладаа Естонија со 3:1 во рамките од предпоследното коло во Ф групата. Нашите одбојкари го загубија првиот сет, а во следните 3 сета црвено-жолтите одигра на посекуваното ниво и подсети на добрите игри од Европската лига. Со трите освоени бодови, вкупно 4, Македонија останува на последното место во групата за Чешка, Романија и Естонија. На самиот почеток од есента имаме претежно сончево време со максимални дневни температури до 26 степен. Според најавите на метеоролозите, слично време не очекува и во наредните денови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Пријатно!